Почитувани гледачи, вие следите емисията Настани кои ни престоят. Во втора тема ќе се позабавиме со насловот кој гласи "Погодени или спасени". Во ова предавање ќе се фокусираме на неколку охрабрителни настани од Библијата кои зборуваат за тоа како Божиот народ реагира за време на криза кога Бог е на нивна страна. Ќе се запознаеме со тројца млади момчиња кои сами стоели исправени во долината Дур. Додека тие стоеле, од позади можеле да ги видат грбовите на илјадници верници кои се поклонувале и пагеле пред големиот кип кој бил поставен од царот Навуходоносор во државата Вавилон. Овие млади луѓе знаеле што прават, биле свесни за последиците ако не го направат она што царот го барал од нив. Тие биле свесни дека што току пристигнало нивното време на неволи. И кога не се поклониле, кога станале прави како свеки, им било поставено на огромно прашање: каде е вашиот Бог кој може да ве избави од моите раце? Бесно, луто, овие зборови ги изговорил големиот цар Навуходоносор. Меѓутоа, овие тројца момчиња не биле возбудени, биле внимателни, биле смирени и им одговориле на големиот цар. Нашиот Бог, кој му служиме, е силен да не спаси од жарената печка, па и од твојата рака, царе, ке не избави. Ако пак и не се случи тоа, извесно нека ти е, царе, дека нема да им служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил, нема да му се поклониме. Вистина, каков одговор му дале овие тројца момчиња, драги гледачи, на големиот цар. Нашите животи се во Божји раце, со други зборови одговориле овие момчиња. Денес, драги пријатели, има родители кои преживеале загубата на своето дете поради овој одговор. Постојат и денеска млади луѓе кои доживеале несреќи поради овој одговор. Постојат христијани кои пееле во време на неволја поради овој одговор. И денес има христијани кои лежат во затвор само затоа што го дале овој одговор. Новие зборови кои ги слушнал царот Навуходоносор се разлутил. Толку бил бесен што наредил на своите војници да ја зголемат температурата и да ги фрлат овие тројца момчиња во огнената печка која била жешка до крај. Тројцата млади биле грубо врзани со јажиња и биле фрлени во оган. Илјадници луѓе со огромен ужас го гледале сето тоа. И тогаш се случило нешто неверојатно. Се случило ослободување. Библијата едноставно вели дека врвците со кои биле врзени овие тројца момчиња, пламенот ги изгорел. И дека четвртата личност што царот ја видел внатре во печката вжарена бил самиот Исус Христос. Погледнете таму, извикал царот Навуходоносор. Гледам 4 мажи одврзени каде одат во огнот, односно како во средината на огнот и ништо не им е. Потоа тргнал самиот цар да се доближи и да се увери дали навистина има сега четворица во самата печка. Зарем не ги фрлевме Седрах, Мисах и Авденаго? Повикале останатите војници. Огнот, почитувани пријатели, немал никакво влијание врз нивните тела. Влакната на нивните глави не биле заруменети, ниту им замирисале наметките. Библијата вели дека тие дури и не чувствувале мирис на самиот оган. А потоа царот изјавил и ја кажува следнава изјава. Тогаш Навуходоносор рече: нека е благословен Бог на Седрах, Мисах и Авденаго, кој го испрати својот ангел и ги избави слугите своји што се надеваа во него и не ја послушаа царската заповед, па ги предадоа телата своји на огнот, за да не служат и да не едноставно погрешат, како што текстот вели, да му служат или да се поклонат на друг Бог,
освен на мојот Бог. Тоа било големо сведоштво, драги мои пријатели, за големиот цар Навуходоносор. Дали мислите дека овој настан ќе не даде сила, почитувани, за време на неволите, во кој неминовно ние со текот на времето ќе навлеземе? Јас сум сигурен во сето тоа. Кога слушаме за овој настан, зарем не се стремиме да уште повеќе се молиме, да уште повеќе нашата вера расте и да бидеме слични на овие тројца момчиња? Ајде сега заедно да слушнеме еден друг извештај кој се случил во времето на апостолите. Петар и другите проповедале во тремот на Соломоновиот храм во Иерусалим. Толпата се зголемувала од час во час, секако јавно да ја слушат пораката. Кога одел Петар заедно со своите колеги, ученици, мноштво луѓе ги следеле. Тие проповедале, зборувале за распнатиот, за воскреснатиот Исус, кој сега се возил на небото, и ја проповедале веста за неговото повторно враќање. И навистина, следното утро, управникот влегол без див во самата канцеларија на Сенатот, носејќи извештај во кој гласело: затворениците избегаа. Не знам како тоа се случило. Значи, Петар и неговите колеги, пријатели, односно ученици, биле затворени во затвор. Сега овој чувар, управителот на затворот, кога дошол наутро да ги види затворениците, а нив ги немало, се враќа назад и вели: затворениците избегаа. Не знам како тоа се случило. Сите врати беа заклучени, стражарите дежураа. Но кога ја отклучивме вратата од нивната келија, нив ги немаше. Се прашуваме, драги гледачи, од каде управителот можел да знае дека ангелот таа ног ги посетил учениците во текот на ноќта, ја затворил затворската врата, ги изнел надвор и им рекол да продолжат да проповедат. Очигледно, тоа Петар бил повторно уапсен. Петар смело ја објасни својата формула на храброст. Тој сега ќе им каже, ајде да го читаме и тој текст, кога Петар повторно е вратен назад и повторно тој сведочи пред неговите предпоставени и вели: повеќе треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето. Петар ништо не направил кривично дело. Ниту ограбил банка, ниту убил човек. Тој едноставно по улиците, по площадите го проповедал Христа, но му било забрането, бил затворен. Но Бог интервенирал, драги мои гледачи, драги пријатели. Таа ног Господовиот ангел ги отлучил вратите на затворот и ги извел Петар и неговите соработници, и тие продолжиле да проповедат, но повторно дошле војници и ги фатили. Затоа овде гледаме Петар каква изјава дава. Повеќе треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето. Евангелистот Лука понатаму, иако биле потоа претепани и повторно пуштени, зашто не можеле повеќе да ги држат во затвор. Меѓутоа, како што спомнав, евангелистот Лука додава една друга изјава и кажува: и секој ден во храмот и по куќите не престануваат да поучаваат и да благовестат дека Исус е Христос. Гледате, учениците биле затварани, тепани, но не можеле постојано да ги држат во затвор, зашто немале причина, основа за да ги држат толку долго. Ги измачувале за да ги уплашат и ги пуштале. Меѓутоа учениците продолжувале, се враќале назад и го проповедале словото. И затоа Лука вели: секој ден во храмовите, по куќите, не престанува да поучаваат и да благовестат дека Исус Христос е Бог, односно дека Исус Христос дека повторно ќе се врати. Апостол Павле, драги пријатели, навистина на најдобар начин го покажува односот што можеме и ние да го задржиме во времето на неволја. Овие настани кои ги спомнуваме во ова предавање имаат за цел да не охрабрат сите нас, да не се обесхрабриме ако некој крене глас и рака против тебе и против мене, само затоа што го проповедаме Христа или што веруваме на начин како што пишува во Светото писмо. Според тоа, еве да го читаме и следниот извештај. Според тоа, може ли да има сила што ќе не одвои од Христовата љубов, се запрашува
apostol Pavle. Da li ima deneska nekoj sila, dragi prijatelji, koji može da ne odvoji od Hrista? Neki protivnik, da li je to zatvor, da li je prijatelj ili komšija koji će se sprotistavi na tvoja ta vera i na tvoj način na ispovedanje na hristijanstvo. To Pavle veli, možete li to da go stora teškotijite, makite, progonite, gladot, nemaštijate ili zakanite so smrt? Nasproti se, nije sme poveke od pobednici preko Hristos koji mnogo ne saka. Ubeden sam deka ni smrta, gledajte Pavle, ni smrta nije stava kako prečka da mu bude lojalen na Isusa Hrista. Ni životot, ni angelite, ni vladetelite, ni segašnosta, ni dninata, ni nekakvi sili, bilo da se sili od visočinite ili sili od labučinite ili nito što je da je na ovoj svet, ne može da ne odvoji od Božjeta ljubov, što tojnija iskažava preko Isus Hristos naš od Bog. Gledajte, kakvi pričini postavlja Pavle koji može da ne odvoji od Hrista. No Pavle veli, ne postoje nikakvi pričini, nikakvi prečki koji može da ne odvoje od ljubovta Božja, odnosno od života od koji nije treba da go živeme spored Hristovata ili Božeta volja. Ajde da gi pročitame ove 3 citati, dragi prijatelji. Svega može ovdje ki gledame na latinici, iako jednostavno se na makedonski, ja gi pročitam. Božjot narod nema da bide pošteden od stradanja, no iako ke bide progonovan i maltretiran, iako ke podnesova skudnost i ke strada od nedostigna hrana, sepak nema da izgine. Bog koji se pogrežil za Ilija, nema da zaobikoli ni to jedno od svojite samopožrtvovani deca. Ono što je izbril kosata na nimnata glava, ke se griži za niv i za vremena gladot nema da čustovat nedostig. Dodeka grešnite ke umirat od glad i od čuma, angelite ke gi štitat pravednite i ke gi zadovoljuvat site nivni potrebi. Na onoj što odi vo pravda mu je dadeno vetuvanje, ki ima dosta lep i vodata njegova nema da presuši. Ne moknite i bednite barad voda, a neja nema. Jazikot im se isuši od žet. Jaz Gospod, ke gi čuvam. Jaz Bog Izraelov, nema da gi ostavam. Navistina, kakvo vetuvanje, dragi prijatelji. Bog ni vetova njegovo vodstvo, njegova zaštita i u tije posebni krizni denovi. Ovdje Gospod veli, Božjot narod nema da bide pošteden od nevolje, no jaz ke bidam soniv, jaz ke gi čuvam. Poznate vi je slučkata so prorok Ilija, koji je bil 3,5 godini tamo pokraj potokot. Angel Gospodov, Gavrnot go hranil, imal dovoljno voda, dovoljno hrana. To neka ne bide potik za site nas i ohrabruvanje. Neka vo poslednjite denovi Božjot narod nema da bide sam. Bog ke go čuva. Ovdje veli, jaz Gospod ke go čuvam, jaz Bog Izraelov nema da go ostavam. Ponatamu slednju citat veli, verni na svojeta dožnost. Nevidljivite stražari i ponatamu stražarat. Iako so seopšta naredba ke bide utvrdeno vreme koga treba da se istrebat site što gi držat Božite zapovedi. Sepak nimnite neprijatelji vo nekoj slučaj i predvreme ke se obeda da im ga odzemat životot. No nikoj neke može da pomine među silnite čuvari koji ga čuvat sekoja verna duša. Nekoj begajke od gradovite i selata ke bidat napadnati, no mečevite ke se skršat i ke padnat na zemljate kako slamki. Drugi angelite ke gi štitat kako vidljivi borci. Kakvo silno vetuvanje, dragi prijatelji. Ne treba da bidemo uplašeni. Da, Bog nekoj ke gi pribere i vo smrt koji se slabi fizički. No smrta ke bide za neko i nagrada. Vremena zatiše, vremena odvojuvanje koje ke počivat vo svojite smrtni posteli. No oni ostanatite, nema da bidat zaboravljenju strana na Boga. Bog ki gi čuva ovdje veli su svojite nevidljivi stražari, njegovite sveti angeli. Sljedno citat veli Božeto oko. Ove se citati od golemata borba. Božeto oko koje gleda niz vekovite bilo nasočeno kon časot na odlukata što mora da go prežive Božjot narod koga site zemni sili ke se ustremat protiv njiv. Slično na proterani zarobenici,
Тие ќе се плашат од смрт, од глад и насилство. Но Бог кој го раскинал Црвеното море пред израилците и сега ќе ја покаже својата голема сила и ќе го укине нивното робство. Тие ќе бидат мои, вели Севишниот Господ, моја собственост. Во денот што го подготвам, ќе им бидам милостив како таткото што му е милостив на синот кој му служи. Наистина, драги мои пријатели, какво Божје големо ветување. Големата криза доаѓа пред нас. Тоа ќе биде криза над кризите. Никош порано такво не се случило. Оно што престои ќе биде големо, страшно и силно, но не треба да се плашиме, зашто нема да бидеме сами. Гледате нова фотографија. Сатаната се бори со Христа. Тој сака да го победи. Тој всушност 33 години дебнел за го уништи Христа кога бил на ова земја, но не успел. Знаел која е Христовата мисија, дека Исус со својот живот, со својата смрт и воскресение ќе стапне на таа стара змија и ќе уништи. Сатаната ги брои своите последни денови и часови. Затоа тој рика како лав и сака да го проголта секого од нас. За време на ова криза, поврзана со белегот на зверот, ќе има и некои маченици. Сепак смртта на некој од Божиот народ ќе биде силно сведоштво за вистината. И илјадници ќе бидат преобратени. Тоа ќе биде време кога илјадници луѓе кои до вчера не го познавале Христа или кои биле на раскрсница, кои биле во сеинка, сега јавно ќе се декларираат дека стануваат следбеници на големиот Бог, на Исуса Христа. Кога сите луѓе ќе одлучат за или против Христа, тогаш искушението ќе заврши. Во тој момент ќе се појави време на големи неволи. Тогаш, вели Библијата, нема да има повеќе маченици. Божиот народ ќе биде запечатен. Ајде да одиме еден чекор понатаму. Што ќе се случи според Библијата? Библијата зборува дека карактерот на непријателот ќе се открие. Всушност, ова слика што сега ја гледаме, овде се овие разни животни кои ги најуват разните царства кои биле во минатото. Но овде гледаме нова безимено животно, дека меѓу тие рогови се појавува еден мал рог. Тој мал рог расте толку силен и толку голем што ги уништува останатите рогови околу него. Овде ние ќе се сконцентрираме и ќе размислуваме за тој мал грд рог со страшен и ужасен изглед. Се плашиме, може да ги читаме овие зборови и тогаш кај нас се појава некој страв во нашите срца кога ги читаме овие зборови. Но ајде да ги прочитаме повторно во оваа прилика. А на крајот на царството нивно, кога остапниците ќе ја исполнат мерката на своите беззаконија, ќе се издигне еден цар бесрамен и искусен во сплеткарење. Неговата моќ ќе се зацврсти, иако не со негова сила, тој ќе врши големи пустошења и ќе успева, ќе дејствува и ќе погубува јунаци и народи на светите. Заради лукавоста негова ќе напредува во сплекарството, во раката негова. Во срцето ќе се возгордее и без повод ќе погуби мнозина. Тој ќе се крене против кнезот над кнезовите, но ќе биде победен не со човечка рака. Гледате овде што кажува пророк Даниело. Значи, при крајот на владењето на тие царства, а ние денеска знаеме според пророштвото на пророк Даниел, 2 глава, оној голем кип што го Навуходоносор сонил, а Даниело му го протумачил. Ние денес живееме доле на дното од тој кип, во прстите, кога Европа се крева, односно се раштимува. Ние живееме во поделена Европа. Се повеќе и повеќе Европската унија се тресе. Библијата зборува дека Европската заедница ќе се распадне, како што калта и железото не можат да се помешат. Овде пророкот вели, а на крајот на царството нивно, кога остапниците ќе исполнат мерката на своите беззаконија, во тоа време ќе се подигне еден цар бесрамен и искусен во разни лоши работи.
Потоа читаме следниот текст, за да дојдеме до конечното објаснување. Овде вели и се разгневи змевот на жената и отиде да војува со другите. Дали, почитувани пријатели, овие работи што ги зборуваме се важни? Дали е важно за нас да бидеме запознати со предметот на ознаката на зверот? Дали е важно да се знае нешто за економскиот бојкот? Единството на црквата и државата, последните 7 зла и времето на неволи, тоа се настани кои престојат и ние треба да бидеме информирани за тоа, да не бидеме уплашени и збунити. Значи, црквата и државата повторно ќе се спојат како што било некош во минатото. Ќе се случи, значи, како што рековме, економски бојкот, ќе се случат 7 зла, време на неволи. Тоа се важни работи, но да се разбере редоследот и природата на овие настани и да не се познава авторот и оно што ги открива овие настани, значи да се промаши целта за која се откриени. И затоа Бог преку Јован тоа ни го открил. Книгата на Откровение не е покровение, туку Откровение ни ги открива овие настани кои ни престојат. Овие престојни настани, драги пријатели, што ќе се случат на земјава, ги открил самиот Исус Христос. Тие се пророчки текстови запишани во Светото писмо. А исто така, преку овие современи пророчки пораки за неговиот народ, Бог не предупредува да бидеме внимателни и да не се плашиме кога тие настани ќе ги гледаме пред нашите очи. Овие настани ќе се случат наскоро. Но се прашуваме зошто Бог ни ги открил овие настани и што ќе се случи за време на овие последни денови и часови пред Христовото доаѓање. Зошто? Затоа што тој не сака. Бог не сака да бидеме во некоја заблуда, да бидеме некаде таму во некоја темнина. Тој сака да не спаси. Тој сака да ни помогне да се подготвиме за настаните што престојат. Тој сака да гледаме како центар на пророштвото за последното време. Да го гледаме и да се восхитуваме како тие работи етапно, чекор по чекор се остваруваат. Откровението Исусово е откровение кој ни го дал самиот Исус преку Јован Крстителот, односно преку Јован Богослов кој бил затворен на островот Патмос. Интересно, во книгата Откровение името Исус се спомнува 28 пати како јагне. Јагне кој се бори со змејот и победува. Исус на крајот од Откровението, драги гледачи, се спомнува како цар кој доаѓа. Исус е славниот освојувач. Тој ќе дојде на оваа земја. Сакам повторно да кажам дека сите зверови во Библијата и змеови и блудницата се дел од оваа приказа. Значи, ќе најдете многу символика, многу символични изјави, слики, настани кои се запишани во последната книга во Откровението. Но каков срам би бил ако тие станат главен центар на ова пророштва? Значи, не се 7 зла главна цел, ниту змејот, ниту другите работи што ги спомнавме во Библијата, ниту она жена облечена во црвено. Главна фигура, главна цел во целата Библија, посебно во Новиот Завет, е Исус Христос. Бог кој ние го обожаваме. Исус Христос кој се подготува наскоро да ја посети ова наша планета и да го исполни своето витување. Исус ќе дојде, драги пријатели. Дали ние сме подготвени или не, тој ќе дојде. Но подобро да бидеме информирани, подобро да се на време подготвиме и кога тој ќе се појави да кажеме еве го нашиот Спасител Исус Христос кој го очекуваме. Можно е да го насочиме нашето внимание повеќе на кризата отколку на Христос. Можно е. Тоа е сатанска стапица. Да повеќе размислуваме за 7 зла. Како сега што многу луѓе се окупирани со вакцината. Овој вирус кој веќе повеќе од 1 година владе и лихара на оваа наша земја. Денеска луѓето повеќе се насочени кон тоа отколку кон Бога, кон неговата радосна вест кој ни се проповеда да се подготвиме за средба со Него. Може да се фокусираме на други работи кои се неважни, наместо да се насочиме и да се окупираме со мислата за нашето скорешно ослободување од овој свет.
Така можеме да се фокусираме може на болката и на сето она што не тишти, што не притиска секојдневно, наместо да се фокусираме на Исусовото ветување, дека тој наскоро ќе дојде. Едно е да се познава, почитувани гледачи, да се познава непријателот, а сосема е друго да се има целосна доверба во оној кој ослободува, оној кој ќе дојде, а тој е Исус Христос. Тој ќе се појави на облаците, со илјадници своји ангели. Додека ги проучаваме овие важни престојни настани, ајде да го насочиме, драги пријатели, нашето внимание на авторот и на зачетникот на овие настани. Да не ја пропуштиме целта за која се откриени овие настани. Да не се изгубиме во сите тие пророчки ветувања кои се дадени. Да не се изгубиме во тие лавиринти и да не го видиме оној кого треба да го видиме, Исуса Христа. Да се охрабриме едни со други со многу библиски текстови и библиски ветувања кои ни дават уверување дека она што Исус го ветил наскоро ќе го исполни. Одиме еден чекор понатаму и да го читаме текстот во Даниело 1 глава 70 стих. Еве што пишува. Бог им дарува знаење и мудрост. Еве Бог што им дава на своите деца. Знаење овде пишува и мудрост. Да го погледнеме Бога кој го ослободува својот народ од рацете на лутите цареви и огнени печки и кој милостиво ги затвара вилиците на лавовите за неговите слуги да бидат безбедни. Еве што пишува понатаму. Овој настан пред малце го коментиравме, ова слика го означува настанот за тројцата момчиња кои биле фрлени во ова огнена печка. Тие биле тројца, но царот гледа внатре четворица. Самиот Исус дошол да ги сочува и да ги избави. Данило, знаеме дека поради неговата верност, што 3 пати се молил дневно, тој бил фрлен во јама полна со лавови. Поминал цела ноќ. Ништо не му недостасувало. Лавовите биле негова перница, кај што тој безбедно ја поминал ноќта со лавовите. И еве што пишува текстот. Чии сите дела се вистински и патишта негови праведни. Драги гледачи, она што Господ го ветил, секојаш го исполнува. И она што не е исполнето се уште, тоа ќе биде исполнето наскоро. Да го погледнеме Бога кој доволно се грижи за исцрпениот пророк и му испраќа ангел кој брза да му помогне, кој се спушта и го воскреснува овој пророк кој бил на осамениот остров. Всушност Јован бил обесхрабрен. Не е лесно да се биде затвореник на пуст остров. Таму кај што не можел да побегне. Таму го посетил самиот Бог, односно Исус Христос преку неговиот представник, преку неговиот ангел. Ајде да ја прочитаме ова изјава. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што јас победив и седнав со Отецот на неговиот престол. Гледате, почитувани пријатели, какво ветување му дал ангел Господов на Јована. Да седне со мене на престолот. Ова слика тоа ни го покажува. Денеска ниту еден председател не сака да ја дели власта со опозицијата. Денеска ни еден цар не го отстапува својот трон на некој друг поред него. Нажалост, денеска многу цареви ги убиват своите најблиски роднини, за да не би го наследиле тронот, да не бидат отруени од нивна страна. Но овде Исус ветува, оној кој ќе победи, оној кој ќе биде победник, ќе седне еден ден, вели Исус, на престолот. Всушност, Исус ќе ни даде победа, Исус ќе ни даде вечен живот, ако бидеме верни во нашиот живот на оваа земја, додека живееме. Еве го тој текст, уште еднаш. И на оној што седи на престолот и на јагнето, благослов и чест, слава и владење во сите векови. Гледате како благослов Бог ни дава. Бог кој ги бриши нашите солзи, кога се разделуваме од нашите мили и драги, што смртта ни ги уграбила.
Исус е 24 часа со нас, драги пријатели. Со тебе и со мене. Никогаш ние не сме сами. Наскоро кризата ќе заврши. Наскоро кризата ќе биде минато. Наскоро Исус ќе дојде како ова слика што ни го кажува на тој бел конј. Всушност тоа е една символика. Исус ќе биде ослободител. Исус ќе го уништи сатаната за секогаш и неговите демони. Тие ќе бидат минато. Ова слика наскоро ќе се случи. Наскоро кога ќе се отворат многу гробови. Кога повторно фамилиите ќе бидат обединети. Кога повторно луѓето ќе се соберат и ќе бидат заедно. Наскоро ова ќе се случи. Бог им ги врати оние што смртта им ги украла. Детето повторно ќе се врати во прегратките на неговата мајка. Навистина, каков Бог? Бог над боговите. Исус ќе дојде нова земја. Исус ќе не ослободи за секојаш, драги пријатели. Исус води битка за нас. Тој кој го става символот во нашите раце како победници. Тој ќе напише и ново име на секого од нас. Важно е денеска да не се уплашиме. Важно е денеска да истраеме. Важно е денеска да бидеме чврсти и непоколебливи. Наскоро Исус ќе не поздрави како господар, како цар над сите цареви и ќе каже: дојдете благословени, влезете во радоста на мојот господар. Навистина, еве го текстот што ќе го прочитаме сега. На главата на победникот со својата рака се става круна на главата. За секого има по една, кој го носи неговото лично име, ново име и надпис Свет на Господа. На секој во раката му се дава победничка палка и светла харфа, а потоа на знак на ангелот кој дава тон. Секоја рака вешто удара на жицата на харпата, појавувајќи се прекрасна музика. Секој срце трепери од восхит и секој глас се крева во песна благодарствена на оној кој не љуби изми од нашите греови со крвта своја и не направи цареви и свештеници на Бога и Таткото свој. На него слава и власт во сите вечни векови. Гледате какви прекрасни, какви описи дава Јован во своето откровение. На главата на победникот ќе се стави на челото ново име. Секој ќе добие круна. Секој ќе биде круненсан како добре дојден во новото царство, што Исус Христос ќе го основа. Во книгата Големата борба сакам да прочитам уште неколку зборови, драги пријатели. Еве што пишувам. Пред спасените стои светиот град. Исус широм ја отвара бисерната врата и народот кој ја одржал вистината влегува во него. Таму тие го гледаат Божиот рај, Адамовиот дом додека не погрешил. Тогаш се слуша глас пубав од секоја музика, што смртното уво не слушнало, вашата борба е завршена. Дојдете благословени на Таткото мој, примете го царството кој ви е подготвено од создавањето на светот. Истина, драги пријатели, драги гледачи, борбата наскоро ќе заврши. Пред спасените стои светиот град, како што прочитавме. Широм ќе бидат отворени портите. Таму тие ќе го видат тој Божи град, Адамовиот град кој бил изгубен, што Адам го продал без пари, што би се рекло на сатанат. Тогаш се слуша глас, побав од секоја музика, што смртното уво не слушнало, вашата борба е завршена. И тогаш ќе се слушнат и овие зборови. Дојдете благословени на Таткото мој. Примите го царството кој ви е подготвено од создавањето на светот. Можете ли да бидете, почитувани пријатели, воодушевени да му служите на ваков Бог? Можете ли да се радувате со копнеш во ова време од историјата на земјата што ќе го објави неговото враќање? Можете ли, почитувани гледачи, да ги отстраните сите стравови и сите ваши сомнежи и целосно да му се посветите на Господа? Почитувани пријатели, кризата
на крајот од историјата на земјата ќе ни овозможи да пееме песни на благодарност на нашиот Бог, на нашиот Спасител Исус Христос. Многу повеќе и посилно да пееме и да се радуваме зашто наскоро ќе дојде Исус. Пред повеќе години живеел еден љубезен човек кој живеел во двоспратна куќа во стилот на Нова Англија, во Норвич, во државата Конетиктак. Неговото хоби било одгледување на канаринци. Едноставно, овој човек бил љубител на птици, на канаринци. Подкровјето на неговата куќа било претворено во миниатурен храм на птици. Со текот на годините, птиците го засакале љубезниот човек. Тие летале во просторијата, низ воздухот, мафтајки со крилјата, тие слетувале на рамената, косата и нозете, додека ги хранел човекот. За да ги научи овие птици да пеат, човекот ги ставал во еден посебен кафес. Значи, секоја птица тој ја ставил во еден посебен кафес. Потоа го покривал кафезот и ја едноставно пеел песната што тој сакал птиците да ја научат. Значи, тој го покривал кафезот со темна крпа. Малата птица затреперувала во моментот, во почетокот, сама во темница и била преплашена. Но кога птицата го слушнала свирежот на својот сакан господар, тоа ја смирувало и ја храбрило. Сама во темнината, без друг глас, таа ја слушала мелодијата на старецот полна со радост. И што се случувало? Тамо додека таа птица била сама во кафезот, наскоро канаринецот почнувал да ја пее, да имитира убаво, да пее како што пеел нејзиниот учител. И оттогаш тоа можело да ја повтори песната научена во мракот од нејзиниот господар. Значи, на посебен начин, овој човек ги учил своите канаринци како да ја научат песната. Во неволја, во темнина, но кога канаринецот го слушал гласот на својот господар и таа прекрасна песна, едноставно почнувала таа птица да ја имитира, да ја вежба и ја на крајот научила песната да ја пее. Наскоро, драги пријатели, во престојното време на неволја, Исус исто така сака да не научи, да ја пееме неговата песна. Песна наречена песна на откопените. Ја сакам да ја научам ова посебна песна. Песна што ќе не научи самиот Исус. Исус ќе биде авторот на таа песна. А вие, дали посакувате, драги гледачи? Сакам да бидам јас во тоа безбројно мноштво што радосно ќе извикаат, што радосно ќе ги кажат овие зборови. Еве, тој е нашиот Бог. На него се надевавме и тој не спаси. Со нетрпение го чекам тоа време кога ќе можем да ја пеам таа посебна песна на Мојсеја, големата химна на избавувањето. Драги гледачи, Господ нека ве благослови и се гледаме во наредната емисија.